Светлана Ристеска од Прилеп пред 35 години дипломирала на насоката новинарство. Од тогаш до денес, таа работи како новинарка во својот роден град. Но во последните години локалните медиуми и новинари се соочуваат со предизвикот за опстанок. Ристеска вели дека најголем проблем се финансиите. Јас сум косопственик на печатен весник, што значи дека негово излегување во печатена форма. Значи тоа бара пари, односно средства кои што треба ние да ги уплатиме уште пред да биде пуштен во печат тоа издание и секако значи да обезбедиме и плати за вработените во редакцијата. Имаме проблеми од природа што ние во Прилеп имаме колеги и колешки кои што немаат буквално регистриран ниту еден ден работен стаж, а имаат работно искуство од над 35 години. Друг проблем со кој се соочуваат локалните новинари е зависното новинарство и самоцензурата, додава Ристеска. Верувајте, имаме безброј теми кои што не смееме да ги елаборираме, односно голема е таа самоцензура за да не наштетиме на некоја институција, за таа да ни го заврти грбот или уште помалку да не ги налутиме локалните власти. Добивањето на средства, односно рекламите, одат преку големите агенции кои што работат во државава и тие најчесто не гледаат интерес во еден локален печатен весник да дадат некоја реклама. Ние сме принудени да обстојуваме со она што значи продажба на весникот, со помошта која добиваме од неколку општествено одговорни компании и секако со она што значи традиција да се одржува весникот и да го има како едно локално гласило. Новинарката и председателка на платформата за истражувачко новинарство и анализи, ПИНА, Кристина Озимец, за Гласот на Америка, вели дека новинарите на локално ниво, освен со финансиски, се соочуваат и со кадровски предизвици. Сигурно дека без финансиска поддршка не е можно да се работи новинарство. Уште повеќе на овие медиуми на локално ниво, очигледно дека финансите секако се еден од главните предизвици, меѓутоа не се само тие, од она што нели го гледаме како искуство од терени, како што кажуваат нашите колеги кои што работат на локално ниво, се работи и за кадровски, се повеќе предизвици, се помалку млади генерално се вклучуваат во новинарството, значи не само на локално ниво, туку генерално и ние го гледаме тоа и преку бројките на факултетите, ако веќе, значи таму гледаме дека тие се драстично можеби 10 пати намалени од некои десетина години претходно. Озимец смета дека освен финансиска помош, на локалните медиуми потребна има и едукацијска поддршка. Треба интервенции на сите овие нивоа, значи треба помош на сите за сите тие проблеми, не е само финансиска, веруваме едукацијска поддршка, обуки повеќе и генерално едноставно да се насочи и медиумската заедница повеќе да ги фокусира своите напори таму, затоа што очигледно дека таму се соочуваат нашите колеги со најголеми предизвици. За предизвиците и улогата на локалните медиумски работници и проблемите со кои тие се соочуваат, се зборуваше на отворена дискусија во рамките на 8-то издание на Медиумскиот фестивал Скопје.